Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Сега нема никој, можам да го клучам моето грлиште. Така да, вчера бев потивок, затоа што ви кажав, чекам да ми се јават, да ми средат за билет и путуjem на кај Македонија, а доле брато мајке ја презима куќата да ја чува и бункеро. Така да, мобето е, другари, манипулации тешки, али не е ни веќе манипулации, затоа што веќе од нормала, веќе почнувате да научувате дека е нормално да ако паднало 95.000 на колку беше 95.000 на од 95.000 на така беше на 90 и сите се обложуват тело, ја само што нема да експлодира и бум. Значи стандард е тоа. Чекаме бул маркет, тие што трейдат супер, дај да видиме некои профити, ние нешто да видиме некој видео. Слободно пратете ми видео кој имате успешен трейд. Ке го покажам. Многу луѓе викат, леле брат, истредав, погодив, леверидж, меверидж. Леверидж не ме интересира, ако сте успеале да го продајате биткоин, да падне и да го купите тоа за мене е окей. Ама ако играете леверидж, тоа е лотарија, брат, тоа не ме интересира. Ама ако сте го проделе биткоин на 95.000 и кажи го паднал, нели, на колку беше, на дека беше. Значи проделе сте го на 97.000, паднал на 92, проделе сте го на 93. Ако сте направили такво чудо, да, супер, споделете. Ама леверидж, не ме интересира леверидж. Мобето е, сега биткоин падна за 24 сата 0,86% и пак и почна да ги тегли. Али супер за тие што ќе допунуват. Значи, деве другари, сега сакав да ви покажам, сега го пратив на Славе. Inside American Bitcoin, how Eric Trump add 1.5 billion company to his family crypto empire. Значи, типо не купи биткоин, туку отвори, пуште повекото. Сега да не ми го блокират видеото, ти го користам. Брато купи. Чуем дека се гледа целото дозгоре. Значи ќе оставам да се преведе. Ја бев ставил линк од видеото шорткат, нели, што имаше на Twitter, ама не знаев дека има и цело видео, гледаш, сум го испуштил. А во со Ерик Трамп и Bitcoin will replace gold, ја мислам дека му против на Славче, ама не го видов у корисни видеа или на мен не ми го задипа, му го против Значи тие двете видео, ово и ово ќе бидат ставени у useful videos useful videos на криптореволуција ќе бидат ставени да се преведат, за тие што не знаете англиски. Разгледајте ги тие новите членови што сте у крипто, разгледајте ги на вебсајтот, вебсајтовите сите се на секое видео, под секое видео, другари. Тука одете под секое видео и тука ги имате вебсајтовите двата и кога ќе ги кликнете директно ќе ве однесе на самиот вебсајт и туку useful videos, гледате тука се става преводот на македонски у корисни видеа, значи тука се става и до новите членови овоја што дојдеа и тука ќе ги најдете видеата и гледајте да ги разгледате, затоа што видов сега баш сакав на еден другар да го пратам, значи многу јако видео. На еден пријател од Германија сакав да го пратам од Кочани што е. Значи Иран спроти САД, првата криптовојна во историјата, многу јако видео. Беше тргнато. Не од кај мене, тргнато уопште го нема на интернет, нема го на YouTube ствари. Другото е подемот на биткоин, исто многу јак документарец и него е тргнато веќе. Значи, пази, чим толку видеа се тргнат, значи сме го погодиле. И имаш уште едно Славчо да него е тргнал веќе. Другото исто тука на Мистери,
исто сакав да го пратам на тај другаро, тука гледате Иран vs the USA History First Crypto War, значи у мистерии, што викате, шо мистерии, шо теории, брате, бум, јакото видео и тоа е тргнато. Ако некој најде случајно да ми го прате, да речеме типо Падо го објавил. И Maduro Capture was Stage TV Production, CIA, значи и тоа е тргнато. Значи, тука значи има што да се види у Useful Videos, ако нешто исчезне, толку многу луѓе го беа гледали, не верувам дека тај самиот брат ќе се го избрише. Така да, брат, тие и беа најаките канали, најаките видеа на самите нивни канали, така да, значи, гледате, исчезна од видеото. Не знам Славчо дали ги е зачувал. Слава ако гледа да каже дали е зачувал. Другари, без разлика, тука нема паника, паднал, не паднал, не гледам више техничка анализа, не читам и мало вработени, невработени, брат, си тие се фейк, каже го информации. Едноставно чекам, Трамп сигурно нема да инвестира толкави чуда неговата фамилија нема да инвестира толкави чуда, толку пари у ваква компанија, братче, што копа, гледај, позадина, братче, копа биткоин. Така да, со сигурност биткоин и крипто нема да дозволат да пропадне. Доста влијателна фамилија, Трамп ќе владее 4 години, така да нема зимо, значи, и неговата фамилија продужува. Така да ние сме, другари, буквално кажано, на самиот почеток у крипто, 4 до 7 активни од цела светска популација, замислете си, другари, идат уште 20 нешто од светската популација, дека треба да упаднат у биткоин и крипто, така да некој ќе рече, јаве, цената, знаеш, многу е, брат, значи 93% тамо колку испаја и енос, другари, ќе улават, брат, у крипто. Значи, замислете си за кои трилиони збореме. Просто кажано, биткоин треба да го достигне, да ја достигне вредноста на, тоа ќе го гледам, да ја достигне вредноста да го достигне вредноста на златото, гледате, златото го напумпа, среброто го напумпа, после сите тие пари оде назад од продажба од злато и од сребро одат назад у биткоин, и тај биткоин, другари, тај биткоин ќе, како што гледате, бесконечно си оде нагоре, кога ќе отворите целиот чарт. Тај биткоин треба да достигне, значи ако треба да го достигне, нели, по теорија на заговор, маркет капо на златото, значи некои си $2 милиона по едно парче биткоин. Значи сметајте вие сега да купите, сега да го продајате името, 2 милиона, најлоша варијанта, нели, се изменува, најлоша варијанта, брат, тие 2040-2045 на тај bull маркет треба да го достигне. Јас се надевам и многу порно, ама нај ставам, нели, далеко. 2040-2045 и ово не е прогноза, брат, или нешто, или ја нешто се надам, ово е проста логика. Проценувам дека ако оваа елитата зборе дека златото и среброто кој ќе напумпат ќе го врнат назад у биткоин, да речеме златото да речеме достигне $10,000, па да падне да остане на $5,000 или стигнало да речеме $5,000, па го врнат назад на $3,000, значи тие $2,000 од тоа злато да се преместат, замислете си, од биткоин, или да речеме 50% да се преместат од биткоин или 50% да се преместат од сребро. Замислете си за биткоин на кои суми треба да ги достигне, значи така да до 2040-2045 ако стигне маркет кап на златото, колку е, ја мислам дека треба да го помине, 2 милиона лесно. Само да го достигне маркет капо на златото, колку е. Не сум добар со бројки, едноставно сум прочитал и помнам што треба да кажам. Тоа е сега да гледам, па тука филозофија, па толку е злато, па дигитрони, не, брат. Јас сум теоретичар и пробувам да проценам, да кажам на време дека и сега да се купи биткоин, без разлика пагјал на пагјал, значи вашите деца 2035, 2040, 2045 со сигурност ќе имат, брат, бенефит. 2030, 2035, 2040, 2045, тие сите сакам, кажувам ги 2030, да речеме, измеѓу 2030 и 32, да речеме,
Bull marketo 2040-42 bull marketo 2045 да речем, ама 2045-2047, значи тоа чудо, гледате, ово не се е до сега случило да се врне па назад, никаде не гледате од како постоje. 2010-та кога дава, значи гледајте, никаде не е отидено, брат. Значи никаде не е отидено па да се врне на ниту на никој левел од овие, брат. Така да, другари, дури го нема ни овај левел, нема го на овај левел, нема го ниту на овај левел го нема до сега. Така да, другари, и да отиде да речеме најлоша варијанта на тие левели, после тај bull market, другари, тие фамилии најмокните нема сигурно да отвара рудник за биткоин, брат, за да се глупират, брат. Така, другари, мобето е тај, иначе овака почна сега со авионите дека да ги извалат. Ово е ерата на Барак Обама и на Бајден, најголемите две злоа кои што се биле у америчката историја, чисти сатанисти, и сега Трамп го чека. Толку голема работа. Шо, другари, ја немам време да чекам и сакам да сум Македонија, иначе можам да идам кај Цинцо, да се преселам тамо и да се уживаме, да ловиме, да додеме на сајбе, на риби, да колирам, ама ја имам друга мисија, да сакам да идам да научиме за крипто академија да има и да земеме тие села, да видиме на кој начин може да се произведе храна, дека има вода. Тие работи ме интересират, разбираш, не ме интересира веќе енос да отварам некој си ресторант, некоја кафетерија или нешто, па енос да се бафтаме со тие работи. Чај да се продава за овакво, ресторант немам уопште, иако знам, верувајте, имам толку многу јако искуство, можам да отворам, можам да ме плаќат за советник. Кој има ресторанти во Македонија, бојрам, брат, имам искуство од 12 години страшно во Америка, така да со сигурност, брат, тај ресторант ќе има, ако сум успеал тука да држам под контрола толкова работини и компаниите да добијат на раст, тоест тие ресторанти, така да Македонија со сигурност малку се инатика нас, оние customers, али Македонија е, како да ви кажам, почетна фаза да не испадне после копирајт. Почетна фаза сме ние у Македонија на како државата да се родила, толку народ се исели, таму има простор за да отворите бизниси и да се проширите, само многу ризични се затоа што не знаеме дали следната фаза ќе биде полоша од оваа што беше за ковид. Не знаеме роботизацијата колку брзо ќе биде имплементирана, ама има. Кафетерија со роботска рака, ресторанти со роботски раци, да не се грижите за тие вработени, дали ве крадат, дали се карате, дали му треба одмор, дали е добро платен, значи има простор за бизнис. Така да сме на самиот почеток. Така да, другари, да разгледаме така дневни информации. Многу луѓе се повеќе заинтересирани кои држави се безбедни, кои не. Може да ви кажам, првите браќа Балканци, бегајте прво од овие три: Франција, Белгија и Британија, и полека почнете да се пакувате и од Германија. Да, платите Македонија се комедија, али, другари, џабе ви е плата ако треба, братче, да живеете, вашите деца се плашат у училиште, шоки се десе на улица, на вас на работа, така да тоа е мојата аналитика, другари, дека Македонија е комплетно банана држава, комплетно корумпирана, комплетно комедија плата, комплетно не чека со загаденост страшно, што таму и 5 години да се бореш, брат, на улиците, кој знае, брат, дали ќе преживееш, кој знае каква на белите дробови болест ќе фанеш и кој знае тоа што ќе оддишиш у Македонија, кој знае колку ти ги оштете органите, али, братче, барем се бориш за собствената држава. Ниту ти треба Франција, ниту треба Белгија, ниту треба Британија, ниту треба Германија. Да, животот може да се затупиш таму некоја уличка, у некој неборхот да уживаш, да кулираш, али, братче, Господ ве, зборам за тие, Господ ве фрлил у Македонија, буквално, и таму треба, братче, да ја водиме борбата. Тоа е. А ако стане ептен, братче,
нож до коска, па ќе идеме па до Русија, ќе идеме до Кина, па од таму ќе научиме од нив ќе научиме од русите како успешно се справуваат. Ќе идеме кај кинезите ќе научиме успешно како се справуваат. Ќе собереме некоја технологија, па од таму ќе пробаме да дојдеме па назад. Значи ништо страшно е. Али гледајте, ако одете да отидете луѓе, многу луѓе викаат: брат, Франција, Белгија, од Британија, од Германија се врнам, дека да одам Русија. Ама плат се помали. Верувајте, брат, у Русија многу поуспешно нешто ќе ви текне, ќе се разберете од колку у овие 3, овие 4. И Америка, и Канада, и Австралија. Гледајте да отидете у Кина, брат, таму у Кина ништо, брат, за ништо да не е бива, на улицата само што ќе видат, брат, типче бел, се некој ќе ви викне нешто, брат, да му изрекламирате, брат. Значи тие србите што отидеа зборив со еден, значи висок тип така, бач, на билдам вика: брат, вика 200 реклами, вика. Рано вика, ниту знам да зборам кинески, ниту ништо, вика, од улицата, брат, ќе ме соберат да изрекламирам, вика, направил 50 бона пари, направил од реклами, од кажи го таму, од промоции, од чуда, има. Србите растурат, брат, у Русија и у кажи го и у Кина, значи многу после слободни онова од македонците. Идете луѓе у Русија, идете у Кина, се нешто ќе ви искочи, брат. Не може да изгубите, брат. Оставете ги вие Франција, Белгија, Британија, Германија, сеа, брат, чим толку лесно одите у тие држави. Сеќавате ли се понапред колку беше тешко се отиде? Сеа чим толку лесно одите, тие не ви треба држави. Значи ако вие толку лесно, ако од Македонија дојдело ред, многу лесно да може да идете у тие држави, не ви треба тие држави, брат. Гледајте, идете у Русија, у Кина, да гледате да донесете некоја технологија, да имате креација за некој бизнис и гледаш само устата ми, и после се накупите биткоин и крипто и да се живеете од стекен реворс и да шетате ни свето и да донасеме што повеќе идеи у Македонија да ја развиеме, брат. Не да развивате Франција, Белгија, Британија, дето там ќе ви оде на тенис, ќе било познат спортист, ќе било оно и шо, двете знамиња ќе ги става. Македонија, другари. Не викам не, идете до Белгија, идете до Франција, идете до Британија, идете до Германија, видете, ама направете длабока аналитика, што е како е. Ако тука е опасно, немате пари за Македонија се преселите, идете назад, бегајте од тие таму имиграцијата дека се највеќе, бегајте колку можете, натрупајте кеш, натрупајте крипто и после бегајте од Македонија, не одма. Да речеме, брат, што да направам само што дојдов. Значи, тие само што сте дојдели, подобро видете, искусете, гледајте максимално безбедно да е тоа, искусете и после ќе имате искуство. Не е се одма да се врнете и там нели сите ќе ве плукат. Брат, пошто вие живеете за народ, ја не. Ќе ве плукат, леле брат, само што идете што ти речов, идете, видете, прошетајте, прашајте. Ич да не ве е срам да прашате, брат. Французи, белгијци, британци, гледајте да ги прашате сите класи. Германци, сите класи, тие се луѓе цивилизирани, брат, ќе ви одговорат. Со мал исклучок на британците, брат, тие малку поголеми се дивија, гледајте кој ќе ги прашат тие. Постарите гледајте да ги прашате, пошто тие младите се веќе изгубени. Значи и у други држави. Гледајте повеќе да ги прашате младите, младите, брат. Гледајте, уопште да не ги прашате младите, гледајте повеќе да ги прашате постарите. Значи од 40 години нагоре, тие. По искусните и пошто ќе ви кажат реално. Искусете, видете и гледајте, братче, да бегате, гледајте да ги заземете, не да се врнете у градовите Македонија. Крече се врна у градот, што ги правам. Гледајте да ги заземете у селата. Секој член од фамилијата ќе ви помогне, брат, да земете да се префрлите на село. Другари, органска храна ако произведувате на село, не може да сте узагува. Може да се првите 3 години да се мачете, али гледајте, не ви треба на вас да продавате по тие там големи маркети. Гледајте да фанете, да си градите со честно, поштено, добар производ органски, да не гледате екстра профити и чуда там со тие пестициди и глупости да ги поголем род, да се врнете на оно античкото одгледување. Гледајте да градите, тоа ми е целта у Крипто Академија, да градиме еден систем, да си купуваме. Мене ме стра, брат, да се врнам во Македонија у стило од таа храна. Ме беше со години стра и мислев систем градев во мозоко, разбираш. Стра не ме стра нешто дека во. Стра беше што ќе јадам, нема што да јадам, брат. Нема што да јадеме. Ќе умреме, брат, од храната умираш и од тоа. Ај воздух ќе го издржаме, од храната умираме. И од таа штетна вода. И целта ми е тоа, гледаш, текнаме дека со таа Крипто Академија да изградиме такви заедници дека ако можат хазарите, ако можат евреите, можеме и ние, брат, така да. Ние не сме такви населни до тај степен да нели ќе го освоиме свето, ние браче културно, брат, ние да гледаме се прехранеме, да помогнеме на македонците и тоа. Ово е, другари,
затворија ве 3 години, многу луѓе и брата ве сигурни се овие работи каде што другари, ви живеете у мојот свет. Не живеам ја у вашиот лажен свет, као се е перфектно, па ќе бегаме. Де ќе бегате, брат? Де ќе бегате? Ќе бегате. Ја не сум бегал во Америка. Ја дојдов во Америка да истражувам. Ако сакав да избегам, кажувам, киев кај Цинцу, кидев кај Далебор у Джерси, верувај, знам дека се кием у Њујорк. Ево Њујорк уште знам локации дека као Sanctuary City дури не ми треба документи, може да живеам уште барем 5 години. И никој нема да му апси. Кажувам ви, имам знам место у Њујорк, ќе отидам, ќе живеам 5 години, да, солено ќе ме кошта, ама ќе живеам, никој нема да ме пипне. Дури у Джерси можам да си скипам, off-grid, да живеам, никој да не ме пипне. Само stake rewards. А не е тоа, брат, до кога ќе бегаш? Можам да идам и у Калифорнија, и там може да живеам off-grid, можам да идам у Мајами и да се оженам, и ќе ми помогнат и све. Не, брат, сакам да идам у Македонија. Јас сум 12 години во Америка, не можам да се занимавам со овие изуредите, брат. Јас сум некој пат на краток фитил и ми нервират, брат, овие пред граѓанска војна се. Значи тие федерални, тие имиграциони агенти, брат, гледај, луѓето, брат, имат наредба од председателот да изчистат Америка. Хитера. Овие луѓе не е ово патриот или националист американец да он као демек се бори тук ќе нас спасувал нас имигрантите, брат. И легално што сме улизели нелегално. Не, брат. Овие се сорозвојници кои што земат луди дневници по 30, по 100, по 60, по 200 долари и ги провоцират агентите, брат, да не се вршат работа. Ово не е ли загрозување на животот? Значи знаете дека и обичен удар на автомобил може, не дај Боже, да му повреде нешто. Значи многу ми е мило што ќе ги испоапсат и ќе ги тргнат овие Сорос паразити, брат, од оваа држава. Од овие не може да ги депортират, овие се со амерички документи, брат, платени се и имат цел да предизвикат граѓанска војна во Америка. Целта на Сорос, на длабоката држава, на Хилари, на Обама, на Бајден, на тие фамилии е да предизвикат граѓанска војна у Америката. Тоа е нивната цел и, брат, ја како теоретичар не сум безбеден тука од тие соросиите, затоа што снимам подкасти денеска, еден да ти го гледа подкасто, ја планирав и на терен да имам да снимам, ама там ќе му тепат, брат. Така да се надевам дека овие Ice Police секој час што побрзо да ги изфрлат од тука тие соросиди, да ги затворат и да излезе. Добро е што снимат, разбираш. Овие самите се снимат овие соросидите и се глуперат, разбираш. Тај денеска што го утепа брат, ти имаш оружје, така ли? Сопират те, брат, тражат ти ID, даваш ID, имам оружје, треба да ја кажеш дали е полиција, дали е федерални служби, дали е FBI, дали е овие, кажи го, ICE агенти, брат, ти треба да ја се представиш, еве ти е ID, имам оружје, да речеме, даваш го оружјето, тоа е, ке те проверат и ке те пуштат, па може да протестираш, нема да го сопрат. Ама ти, брат, се буташ со нив, они знаат дека секој тука носи оружје. Ти се буташ со нив, ти попречуваш, тие беа отиделе да апсат криминалци нелегални. Значи ти го попречуваш, ти му го загрозуваш животот. Тој дел, секој човек е нервен, краток фитил, може у секундата да изваде, да пука по тие агентите и таа агентот што очекува да направи. Зафати нешто, Рамбо стил, не може да ги разберам овие тука. Па имаш интересни ми се овие од Македонија, брат, тука се дале, жени тие кафе, шема, паразити се дале, па они као демек, дека е сликата, па дека е пиштоло, па зашо го утепа, брат. Да, луѓе, одете там, гледајте на село, да одгледувате животни, да направите некој бенефит, брат. Да, не сте дремнале, тука сега многу лошо сите имате пристап до интернет и сите седете, брат, експерти, брат. Јас сум во Америка, брат, јас сум 12 години стрикно за овие теми и уште 20 години теорија на заговор. И она седнала ми кажува на мене, вчера се пуштила на интернетот, там 50 годишни, 60 годишни, па и 40 седнала вчера на интернет и кажува, па дека е пиштоло, па леле човекот зашо го утепа, она ниту знае, брат, ај дека е соросоид, ниту знае дека е платен, ниту знае дека е специјално со инструкции ставен тамока, брат. И она седнале на интернет, Трамп било ваков, Трамп било онаков, брат. Брат, Америка си има, кешки ние да имаме таков ко Трамп. Имат си, братче, зацртано уназад 100 и нешто години, така ќе биде и така е, брат.
И си ода стрикно кон тоа, брат. Кешки и ние да имавме, брат, да си врнеме пред 1913 како е било, да си врнеме историјата, да си врнеме се живо си, овеа се, да, не интерес, брат. Че она не може да укопча за Трамп, не може да укопча за овие, не може да укопча за ништо, та ние Македонија очекуваме да не со такви војници да спасеме. Саче Боже, брат. Саче Боже, браче. Брат, се некоја будала ми пише. Жалното е за малите бизниси. Жалното, пошто ово е плански. Овие ќе се борат, например, нели, агентите за да ги апсат овие. Овие Сорос упорно блокират замислеци, блокират криминалци да се апсат и овие знаат дека тука ќе има војната и братче, гледаш тука еден прозор, другари, верувајте, од 2000 до 4000, можда и 6000 долари. Така да, у Америка, братче, тоа е многу скапо, брат, да имаш да ти испокршат. Тоа осигурање не знам колку ќе покрие, така да страшно е за малите бизниси, точно ви кажав, значи гледате не сопира, иако Трамп се бори и све, гледате не сопира, брат. Овие со амерички документи нема да сопира, брат, тоа. На Трамп му треба многу поголема армија, многу повеќе айс агенти и многу повеќе полиција му треба за да заврши оваа мисија, да исчисти сите тие 40 милиона нелегални и легални улезени тука што се пречекориле кон мене. Треба да излезат од тука и да ги остават американците сами да се оправат државата. Тоа е. Закон си е закон, погледнете, брат, разликата, другари. Ама оваа музиката не може да пуштам за жал. Гледајте разликата. Сега да, тие пари и ова, ама другари, брат, тогава Америка беше направена да има 2, 4, 6 деца. Децата се економијата и децата се тоа што Америка однесеа толку напред. Значи и достапните цени. Сега, другари, у тоа време мажо само оде да работи, жената е домакинка, кариерата на жената е 4 деца, 6 деца, 2 деца, тоа е најаката кариера, брат. Тоа е најаката компанија, тоа е најаката фабрика, брат, за деца. И Америка, брат, што иде толку напред. Гледај, брат, цени. Значи, се развиваше. Не зборам за надворешна политика, нели, ресурси, тие работи, грабање, територија. Зборам за Македонија да се развие просек и требе од ние сме у таа кризна ситуација од 4 деца нагоре. Од 4 деца нагоре на Македонија и требе, за жал, ја би се кал да речем 2, па неки рече ој па ти ги раѓај, па натаму и оде, брат, технологијата да роботот да ги, не дај Боже, одгледува, али, другари, Македонија да се спасе требе од минимум една фамилија да има од 4 до 6 деца. За да се развијат тие села, да се развијат тие компании, иако ќе следува роботизација, нели они додека да пораснат, али треба и жива сила на Македонија да се чуват границите, да се рестартира историјата. Без историја не може да имате безбедна Македонија и да имате безбеден живот со етничките заедници, дека тие луѓе поема немат за историја колку Македонија е помогнала на цел свет, па и на нив, и се борила за нив. Така да, за тоа се забранува таа историја, другари. Мобето е, другари, гледате, моментално е фабриките у Америка, имат вработено многу нелегални и опасни нелегални и тие компании ќе се испозатворат. Што значи тоа? Кога ќе се затворе, треба да научите, кога ќе се затвори една таква компанија, другари, дека беше тоа кога ќе се затвори, другари, една таква компанија, мобето е забравате, што има врска, има за тоа што тука има, да речеме, 500 вработени, тие сите ќе бидат депортирани, значи тоа е 500 луѓе помалку да идат да купат надвор од ако ја отворев кафетерија да купат кафе. 500 помалку луѓе да земат пакети со пиво за посна работа, нели добра плата. 500 помалку луѓе да земат, кажи го, 500 помалку, чекај да видам дали ово нешто ми трепка. 500 помалку луѓе да земат храна. Значи, замисли, да речеме, 2 пати од дено има луѓе, ја јадев 2 пати, речеме. Значи, малите бизниси страдат за сите овие работи што се дешаваат, затоа што тие компании, место да вработат американци, место да вработат луѓе легално улезени тука со работна дозвола,
Овие компании гледат максимално, знаат дека мали се казнати, тоа е грешка на Трамп, треба многу да ги казне. Значи, грешката на Трамп е, војната во Америка е огромна, гледат у секоја компанија, у секој куќе, у секој небрхут и криптото, другари, реагира. Кој ќе ми рече, брат, што има врска ти збориш теорија, што има врска Америка, зашо истото го збориш? Па затоа што истото се дешава со денови, со месеци, со години и ние тапкаме место за тоа што другари, се додека у Америка не е окей, брат, не се среат, не се зачистат тие работи. Ако во е јавно, замислете си што е тајно. Ако во едно видео сме видели, замислете си лјадниците компании кои што не сме ги видели видеото, се испозатворени. Има цели улички со бизниси кои што вика 500 луѓе, брат, да не дојдат денеска да ти земат кафе, да ти земат пивце, да ти земат цигари, да ти земат било што да ти купат, брат. Облика, гардероба. Таа облика се кине, брат, не е од железо. Значи, гледајте ги работите, целта на овај канал е да ви фрламе еден нов поглед, значи ово не е ќе седнам гајлеме мене за Америка. Луѓе, се што се случува во Америка, значи овие луѓе тука утре нема да произведат 500 луѓе. Америка, значи таа компанија нема да порача од Кина. Така ли? Кина нема да порача од друга држава, таа друга држава нема да порача од Македонија. Нема да порача од Европа, нема да порача од оваа. Значи тие 500 луѓе не се обично овако. Тие 500 луѓе прават можда мултимилиони долари на година обрат на пари у таа компанија. Не знаеме колку се уапсени. Разбирате ли? Значи тоа е синџир, поврзано е. Значи тие 500 луѓе нема, тие мигранти повеќе купуваат биткоин и крипто од колку американците, затоа што сигурно нема со кеш доаѓаат на границата. Сигурно нема, знаат дека ќе ги уапсат, значи сигурно нема да купат злато, сребро. Сега нека ми знавам, ја имам правен обет. Значи тие не се глупи, брат, имигрантите се многу попаметни за инвестиции од средната класа на американци. И од тие 40% американци кои што немаат ни $100 заштеди. Че ја не е дека ги вреѓам, че официјален податок 40% од американците имате $100 заштеда. И набудено милиарда кредитни картички од мора да работат за да ги сплатат тие кредитни картички. Затоа гледате Трамп шо удара да среде со кредитни картички. Многу и наплаќат назад. Луѓе, Македонија ако има сериозни македонски банки, што е science fiction веќе, и да дава сериозно добар кредит со многу малку да се врне, значи нема да умрат тие банките, али со сериозен план да покаже тај и државата да стои, не само да отвориш компанија да земе кредити и ово. Државата може да има државна национална банка која што ќе има купено биткоин, етериум, па и злато и сребро и ќе може другари со специјални нели луѓе таму како ќе тргуваат на тоа, ќе може и ќе има покритие уствари да принта, да речеме, пари. Замисли Македонија да има лупа мали да има 10 милиарди у биткоин. 5 милиарди кажи го у етериум, 5 милиарди у Cardano, 1 милиарда у Ripple, 1 милиарда у Solana. И да стоја. Опа, и 1 милиарда у BNB, Binance токена. И да стојат, така ли. Другото нека купи и злато за 10 милиарди и сребро за 10 милиарди. Брат, Дубај на Балкано. Дубај на Балкано ќе отворат фабрики да копат биткоин. Значи Македонија има многу сончеви денови за разлика од многу држави кои што низ Европа страдат за сонце. Па дури и амерички држави, ја тука сум 6-7 месеци браче дожд. 6-7 месеци дожд. Ама овај бункер е изберен за 6-7 месеци дожд да не може да излезам надвор. Јас сум кочен шема 4 пати, брат, поздрав до Манаус, Раде, гајдата брат што ќе ми види вика, брат, што овај па иде. Па иде, ама 4 пати оставав такво. И они убаво се ми викале, овај гуштор па иде, дај некој други да не дојде главата не боли од него. Кешки браче да ми го каже тоа у фаца, брат, порано да си крене од таму. Замислете си, брат, ја место 4 кафиња, едно кафе и 3 да трубав кој ми текна. Знаеш, нели, на вас ви е смешно, ама јако ќе речам, кажи го, кој ќе речам се сметам у крипто, у биткоин, значи, од сум толку години овој си викам, леле, брат, замисли ја, брат, скапував. Идевме, рутината станувам, у 12, јадењето е на масата, Бог да го прости татко ми, али многу голема кривица, брат. Значи јадењето на масата направено, ти поправеше јадење чудо, мајка ми на работа, татко ми нели е воен инвалид и чекаше пензија, која што ја дочека и за жал си почина како и 90% од македонците. Си почина
човеко, баш кога трябваше да се радува на тази пензия, мобето е ядението на масата и я паразит, братче. Наядеш се, таксито, тръгълски, братче, Манаус и другите. Леле, брат, завръх ги минята на кавичите, доле. На Пикадили. Леле, кой беше до Пикадили, брат? Брат, заври в минята на кафичето 12 години, брат. Не ми тъкнува. Забрив си минята на кафичите, човече. Замисли 12 години, 8 Манаус и Пикадили. Не съм ги спомнал ония другите, брат. И ги забравив, човече. What the fuck, бро? Да му тепш няма да ми текне. Дай код кочени. Мирче, ти си, брат, помниш ли до Пикадили? Леле, брат, гледай. Забрив ги кафичето доле, брат. Какво се вика, Мирче, да ме подсетиш? Брат, ико ги изредам. 4 и после покрай реката, па слънчогледче, па тук някои кикирички, микирички, тия работи, фастък. Фастък, брат, луксус беше фастъци да яем. И си викам, леле, брат, замисли ги тия пари, брат, да ги лупа в крипто. Абе, крипто, луги, ако ки рече някой, брат, ние знаехме пред тебе. Луги, от 2008 година ме гоне крипто, а пред това още 20 години назад, по теория на Загор, милион пъти ги повторям, каже го Феникс Коин. Никой не знаеше биткоин се вика. Замислете си, бе, луги, да трупа. И шо е мобето, ще го повторям. Па сега вие имате, вие сте тия, що ги лупате парите за кафе, за пива и за чуда. И мобето ми, дай бе, луги, почнете да трупате. 4 кафеня. 3 скратете едно. Лупайте, бе, брат. Трупайте, бе, брат. Абе, не може да изгубите, луги. Симона Трамп, що сака да прави? Значи, да се проширува низ повече държави да направи рудници, брат. И овие ми викат, ама ти исти мобе. Ке ви повторам, ако трябва, брат, ако Вучич от фрижитера да има какво ке ви телепорт, ке ви злам от дома да ви сборва. Луги, не я правете моите грешки. Трупайте, кратете от кафе, кратете, я не съм пушил цигари, ама кратете от тия там сендвичи, щетни глупости, брат. Да, идете да апнете да пиете негде квалитетно, ама кратете от тази щетна храна, кратете от все, що може да скратете, разбираш, да не претервате да се луксузирате, с луксуз, що не може да се го дозволите и да трупате, луги, трупайте, брат, трупайте, сега ви е шансата, брат. Огромна шанса ви е сега, брат, да натрупате и да колирате. Не дека натам няма да излезат други коини и чуда, ама сега ви е шансата, луги, да трупате. Значи огромна шанса имате, брат, да трупате и да научите. Да научите да работите с това крипто. Потому ти можеш и после 5 години да купиш, ама не е исто, кога ти можеш, после 5 години ги купам, да, пак ги направите пари, ама не е исто сега да улезете, да ги разгледате берзите, да видите грешки дали сте направили, со мала сума, со голема сума, да го имате контакт, па си трябва. Значи, тази криптоакадемия, верувате луги, трябва да имат контакт лугито с това. Но не е само сега ява, тук седам и бръмбам нещо. Трябва да и се седне и да се покаже. Не е исто. Я мисля дека това ке го поминем, ама не е. Физичкото си е физичко, за жал. Трябва да си там. Трябва да се има тая контакт. Не може лага, брат. А натам за 5 години още по-опасно ке стане. За 5 години ке имате комплетно лажни видео вещи интелигенции. Я ке можем видеото да го програмирам све и то да ме комплетно направя како ще изгледам и да бръмла вещките интелигенция, да лаже дека сум я и да седете и да гледате, брат, и да ви кажува чудо. А я да сум Охрид со Славчо на яхтата, брат, да колираме. Ке покажем за 5 години, ке има толкова напредна вещка интелигенция, я и Славе ке трябва да дойде некој брат да докаже дека ние сме езерото правиме подкаст, брат. Може ке би им от Дубай, а видеото ке тече от Охрид подкаст. Трупайте луги, трупайте. Ако трябва и милион истите видео ке ги направя. Трупайте луги, трупайте кешки, имаше некој на мен така да ми седнеш и да ми викаше, брата, бе, трупай. Гледа гнасата сатанистичка, брат. Он сега кажува, брат. Раката, брат, това е ко главата, брат. Не съм тип шокъна, бе. Главата ко не се скапа. Не главата, аз се извинам. Устата некој запчепа не би посекал главата да се скапа. Устата да се скръшеше забите, брат, да не можеше да дума, брат. Заради ово копеле, брат, биткоин не е пред 6 години да не изедеше лайна с извинение, биткоин ке беше не пред 6, пред 4 години биткоин ке беше повече от
100-200 $1,000. Ево оваа гнаса, брат. Изеде лајна со извинение, срушија цената и си накупи после и он сега гледаш во збор. Не знам Трамп што не го лупнул затвор во Копеленци. Сега го туже, да се надеваме дека ќе го слупа и дека секи му земе. И сега он брат ќе седе, брат ќе збора овај брат. Кој сатанист е овај Diamond, брат? Ово е брат, мислам дека нема душа ово чудо. Ово со 100% нема душа. Ако некој од вас иде у пеколо еден ден, ќе видите таму адвокати, банкари и доктори. Брат, прво нешто што ќе видите е тоа. Сега другото да не кажам спортивниот пол. Чеге сега, брат. Овај е ција, ама поранешен цијаш. Иако сака да го тепат, иако нели одлежа, иако стварно даде многу јаки информации, ама ово е страшно интелигентен човек. Уште е жив, уште милиони го следат. Можда е на ција некоја програма нова, као чекај. Овај се кажа, се онаде, ама подкастите и овие работи имат уште влијание, па чекај преку него пак имаме влијание, ако ме сваќате што сакам да ви кажам. Еднашка ција, цел живот ција. Валја сега е со 100%, не валја, мислам е со 100% од добрите, али некем да ми го блокират канало, ама Александар Македонски не е бил таков, ја не носам таква генетика, али многу луѓе ме прашаат зашо тие хазарите се такви, еве ќе го 32 секунди ќе ви пуштам, да се надевам дека нема да ми исчезне. 32 секунди ќе ви пуштам, многу луѓе мислат дека ја мразам израелци, ја уопште не мразам израелци. Ја ви кажав, значи, ортодоксни израелци, оригиналните, муслиманите со чисто душа и срце, католиците со чиста душа и срце, атеистите и сите други религии, будисти, ќе се бореме против таа луѓе што ќе иде зло. Биткоин и блокчейн е дел од тоа зло што ние треба да научиме да го користиме против нив, пошто тај блокчейн е затвор, ама у исто време е и кажи го спас, ако знаеме нели да како да го искористиме. Значи ово така сега не можам фул да се изразам од заобиколено да не ме блокират, ама еве другари за тие хазари Александар Македонски се е сретнал пред 2300 години со оригиналните таму у тај храм, значи да, еден беше шокиран после човек и имало ли у времето на Александар Македонски израелци, да, имало е и се е сретнал со нив надвор од нивниот храм или локација, не се сеќавам кој беше, и саму тоа ден денеску у Ватикен е строго чувана тајна за фул целиот разговор, али саму кажале многу јаки информации кој е он, шо е, според нели тај израелскиот јасновидец, не знам кој беше, не јасновидец, што е можел да виде шаман, кој што е можел да виде у иднината, многу јак шаман, кој што е можел да виде, има ги и лоши и добри, ама добриот е, го е видел Александар Македонски, вие се го пречекале, фул верзијата, многу давно се ме читал, е закопана у архивите на Ватикан. Јас се надевам дека има добри израелци што еден ден ќе ја извадат, брат, да ја видиме. Мобето ме интересира. Значи фул мобето е бил доста долг со тај нивниот такво што се е сретнал и мобето е дека у тоа време израелците братче се го почитувале Александар Македонски. Така да сваќате ме што сакам да кажам. If they want to kill you, they won't like just do a close in hit. They'll blow up the entire city block where you live.
they'll kill 1,000 people just to get you, and they don't care. And then they say, what are you going to do about it? You're going to go to the International Court of Justice? Do Go ahead. they really do this? Yeah. Uh-huh. Did you ever interact with them? Yes. And how did you find them to be? Miserable. Но луѓе, брат, ти ништо не збориш. Другаре, јас сум на америчкото ло, брат, не можем ја да зборам, си јаш зборе, брат, ти ви го пуштив 32 секунди, толку. Јас сум дојден тука легално, моментално имам overstayed виза, пречекорена ми визата, треба да се врнам во Македонија и не можем на американците да зборам за Израел, за Палестина, дали се управо или не се, затоа што сум на територија веќе де факто нелегално. Разбираш? И каналот ќе ми го блокират. Значи и од почит, дека сум веќе overstayed виза, кога идам во Македонија, ќе раскажем поголемата верзија што ја знам. Тоа е, не дека ја нешто се плашам. Има еден пријател албанец, секој чест да му е брат. Типо многу тешко име, мислам, нема име, тоа му е че да покажам. Типо баш многу сакам со тај човек да имам да се видам да правам обед, брат. Албанци, турци, кажи го, босанци има во Македонија, што ги сметам за многу интелигентни. Брато ми е пратил нешто. Гледаш, зборам, че кој му беше името, леле, ќе му звонев на скајки. Много тешка, Брат, да ми објасниш што значи тоа. Тоа првото го знам, нели, земја, а другото е... чекај. Ама шик, не смешко така. Не знам, другар, ако можеш да ми објасниш што ти значи името, се забравам да те прашам. Чек, другото шо е? Scarface, all I have in this world is my balls and my word, and don't break them for no one. Другари, со многу муслимани и албанци сум правил мобет, значи, оригинален муслиман, брат, кажувам, кога ќе каже збор, брат, ја планирам во академијата многу луѓе да ги научам на таа што сам дознал. Античките македонци се биле такви. Значи, кога ќе даде збор, брат, даден е збор. Јас сум запознал, поздрав до брато, јас сум запознал, он има, сите слики му се за Палестина, за многу објавува видеа. Значи, ако сака, нека се пише у коментари, нека си го стае, кажи го, Инстаграму. Кај мене може да си го стае Инстаграму на овоа. Може да си го стае Инстаграму на коментар. На коментар Инстаграму, брат, ако го постираш, линку ќе ти стоја да знаеш, може да го ставиш коментари, одоздоле линку и ќе ти го гледат. Многу јаки работи постира, многу луѓе викаат, брат, ти не постираш за Палестина, за Израел, брато многу јаки постира шорткати. Ја пробам да постирам, ја од кај него призивам да постирам, за 4 часа ми го немам. Постои и почнува да ми сецка, да ми надува. И брато да не е, гледам македонци, брат, че никој не постира, брат, за Израел, за Палестина, што знаеш. Сега да не брамблям, многу ќе ми го блокират ово, нели, за подкастот е за биткоин и за крипто, ама не можеме да мрдаме и у таа точка дека, брат, ние си вадеме очите, а тај брато е сванал кој се, нели, кој се волците у јагнешката кожа. Значи, мобето е интересни шорткати ваде и, брат, за жал, требе многу повеќе македонци, албанци, турци, босанци, многу повеќе, брат, да постират на таа тема, да се дознае вистината. Да се дознае вистината, разбираш. Од и тамо доле тоа е клучна точка. Клучна точка е исто и битно е за крипто, брат. Тај дел доле ако отиде у тотална војна, ја мислам дека иднина Израел, брат, израелци ќе се преместат живеат у Украина и на Балкана. И дел тука. Затоа што там доле, брат, нема да може да ги победат муслиманите. Нема да може да ги победат. Колку и да имаш нуклеарки, колку и да имаш јака технологија, нема да можат. Нема. Може да направат многу тако, нема. Муслиманите се обединуваат низ цел свет. Две верзии.
лошата верзија Америка, Канада, Европа и Австралија што се каже го обединуваат е тоа што ги манипулираат што треба да направат и да преземат и после да ги рокнат со нуклеарки. Ама доле дека треба они да се обединуваат и се обединуваат, тоа имат фул поддршка. Затоа што брат тие тамо се од пред 5000 години брат доле. Си ја избрале таа религија, ја ништо не онадувам, али кога ти проучиш, кога го отклучиш левело на Библијата и на Курано, кога го отклучиш фул, брат, ние сме еден дух, еден исте креаторо и ќе дое дено кога ќе заедно ќе се бореме. И тие доле, брат, таа математика, муслиманите и легалните и нелегалните имигранти се првите у крипто. Значи, не може, брат, ти ако ќе седне некој чита македонец, плука по сите, брат. Абе, не се сите исти. Плукај по човек, не плукај по муслиман, не плукај по христијан, не плукај по католик. Плукај по човек. Тоа што он си е избрал, тоа е неговото. Плукај по човек, брат. Слободно плукај по човек, ама плукај го со зборови, аналитички пристап на зборови. Не да го врегеш, ти шо ти ке наврегеш. Може средна си спотепа нешто. Плукај го, така се вика, плукај го со факти, брат, со аналитика, брат, со аналитички пристап, брат. Затоа што таа војна што иде, брат, заедно ќе се тепаме против многу зеван непријател. Многу зеван, брат. И затоа, братче, тие хазарите, јас извинам, израелци речов, значи хазарите, кои што се го окупирале Израел и израелци се окупирани, тие братче сакат раздели па владеј и ја, брат, ја планирам у Македонија и со муслимани, и со христијани, и со атеисти, и со католици да разменам информации и, брат, ние таа секуларна држава да излеземе на тоа дека таа држава треба да се сване, братче, многу свето место и тие енергетски центри ако бидат раздрмани, ако нема слога го се караме, многу лошо. Значи, многу енергетски центри луѓе има. Од сите религии одат у тие енергетски точки да се лекуват. Тоа е енергетска точка, таму не смее да има немир. Таму не смее да има кавги. Мобето ми е, луѓе, многу па и теорија на заговор. Се е поврзано, брат. Се е поврзано. Што не може да го сванете? Све е поврзано. Овоа исто, кога ќе ви го кажат, кога ќе го изслушате, утре поке те смире, кога ќе знаеш што следува, поке се концентрираш да можеш да купиш крипто и биткоин. Така да, пошто вие ве бомбардират со толку многу негативни информации, што да ви кажам, со толку многу негативни информации се бомбардира цел свет, што, братче, ти кога излезеш, ти се сите си вадат очите едно со други. Пушката извадија од FBI од колата. И ти ки еш на кафе, ако се спукат, ти ки еш на работа, ако се спукат, ти си издел да се прошеташ, ако се спукат. Вие се болни, брат, на Сорос. Шо е мобето? Мобето е, другари, тоа е, другари, со 100% автоматска пушка. Мобето е, кај нас не хушкат сите религиочите си бадеме. Така ли? Тука ги хушкат, тука поти не можат, нели, сам сурет, тука ги хушкат усе. Додека нема мир во Америка, не може да има мир у светот. Додека нема мир комплетно да се видат Америка што контролира, Русија што контролира, Кина што контролира, така функционира за жал свето, ќе нема никогаш мир и после кога ќе почнат да контролират све, па нема да имаме мир за тоа што следува фазата на тие у позадина, таа длабока држава, нема да ги остае, нели, да мируват и следуваат само и само големи и поголеми војни, суши и чуда. И мобето ми е, ние треба сите овие работи да ги следеме, да трупаме нивната технологија, за да ја научиме како, брат, да имаме бенефит од неа, додека не са ве фул затвориле. Опцијата е, истражувате за теорија на заговор, сите ви се смеат,
мозокот многу побрзо, некој ќе рече, брата бе, ти на почетокот пред 4 години, брат, што збориш бе ти теорија на заговор? Гледа ги видео и на крај вика, и брат, ја одеднаш кога вика разбирам биткоин и крипто и све. Затоа што брат, овие ја биткоин и крипто сум го разбрал, затоа што цела Македонија ми се смееше, еве го теоретичар. Брат, градоначалници, новинари, доктори, инженери, научници ми се имат јавено, да нема нели доказ текст меседж, ми се имат јавено да ме прашат за совет. Брат, тоа е моето уште поголемо достигнување. Јас се неам јавено на градоначалници, на новинари, на доктори, на да речеме на полицајци, на војници, на генерали. Ја и се неам јавено. Они се воодушевени ја што истражувам. Значи, вие ситните што се ситите уствари на и што се смеете, вие сте кафе шема, паразити чекате од дома пари. Ама вие не чекате од дома пари. Вие се достигнале тај левел. И замислете си, за мене е голем кејф што и гордост брат што ми се јавиле да не да оние ако некој речеле брат за совет, ја не го гледам толку за совет, тоа е комуникација помеѓу некој што го е достигнал левело у тај сектор и ме праша да види што е. Јас сум ви кажал, ја поради тоа што еве лупам според вас за вакцините, мене војни ми кажале од Македонија дека нивните деца немаат вакцини они. И се многу поздрави, точно е. Доктори исто, ама нека да се покажат кои се, затоа што ќе се изгубат работата. Полицајци исто стојат на тоа. Дека нешто се случува, дека се виделе нели наредбите за ковид што се давале, за маски, за да се верувајте на тие не сите цајкани доктори у душите такви служби и такво и војници. И тие брат се променуваат. Разбираш? Ти брат ќе ги бесим брат по правило јас сум христијанин и треба да ја опростам. Разбираш? Да, може се деси момент да има војна и нели да ги пратиме директно на судење горе, али брат треба по правило прво треба да ја опростиш брат. Сега ако дојде ние сме у физичкиот свет. У духовниот свет може да се караме со зборови да речем. Ама у физичкиот свет за жал доваѓа до други употреби на форма на комуникација. И пак Господ одлучува кој е крив, кој не е. И па се враќаш назад на мислите. Бето ми е, овие работи го развиват мозокот. Ово не мора јас дека сум 100% право. Па ово клипче ве носе на другото клипче, тај YouTube канал и вие кога гледате тоа, моето видео, јас зборам сите теми тука. Знаете ли што случува? Вешка интелигенција гледа што ве интересира. Што повеќе некој рече зашто 2,5 сати, вика си на моето вика зашто 2,5 сати правиш видео направи 30 минути. Јас што му викам, изгледај го 2,5, ама зашо? Изгледај го. Изгледува го, после еден месец вика леле брат, вика за сите теми почна да ми излаат видеа на YouTube. И многу интересни видеа. Вика што да правам? Викам почни да ги гледаш и тие. Разбираш? Знае англиски, почна да ги гледа, вика леле брат, фаќаме многу страф. Таа е моментот кога ти сваќаш дека брат ти веќе си у тај свет, ти не си у тај лажниот свет. Значи кога ќе почне да те фаќа стра, разбираш, а престануваш да гледаш, ти тука губиш. А ако те фаќа стра и имаш желба уште повеќе и повеќе да те интересираат овие работи, да ги гледаш, брат, ти не си глуп, ти се информираш, значи телото сака да ти ги земе тие информации и брат, ти раснеш тука. Пошто ти кога сакаш повеќе информации, ти ги гледаш тие работи, нем да мислиш ти го изгледаш тоа видео и толку завршува, брат. Ама ја не мислам на тоа. Брат, ти одеш да спиеш, ти спиеш 8 сата. Таму тоа чудо ги анализира тие работи. Ти кога одеш да спиеш, тоа чудо тука ги анализира сите работи денеска ти што си ги гледал. И тражи решение. И кога ти се разбудиш и нели одеднаш ти дојде некоја мисла, брат. Дојде ти мисла. И ти одлучуваш, не Господ, брат. Таа глупост дека Господ ви е зацртал иднината како да биде е да делумно, он ви е зацртал само наобавото да биде. Али ѓаволот ви доваѓа со неговите мисли од страната лево десно, па глед Господ што ми направи. Ништо Господ не те направил. Како може он да ти праќа информации, така може ти од лошите да ти праќа информации.
Значи, вие ако седнете, брат, да размозгате, не мора ич да сум управа, да ги размозгате овие работи, брат, па и вие да почнете да ги отклучувате, вашиот мозок, братче, почнува да црпе информации, почнува да го интересира за иднината, почнува да го интересира за инвестиции. Пошто гледа дека овие работи гледа што се дешава. Еј брат, чек, кидам на работа, гледа што се дешава. Еј брат, кидам на кафе, гледа што се дешава. Еј брат, гледа, кидам, ќе инвестирам во бизнес, гледа што се дешава. Ама Гуштеров шо вика? Дај да идеме на селото. На селото нема толку собраќај за да се деши таа драма, така ли? У селото нема толку луѓе со кои вие ќе се скарате, ќе се изваете очите. Значи со селото ви се намалува. Вас ви интересира животните, тоа животно ве смирува, ви интересира кој да и наранете животните, како да дојдете до храна, кој да дојдете до оперативна таа фарма. Значи село ја што ви го прикажам у градот колку е лошо, значи вие бегате. Значи немате време жената и брат да се карате за ово кофустан, на кофустан, брат. Таа, брачу, у пинци ако треба, браче, бос е, со здравје е бос. Тоа е многу јака работа, ја не знам брат зашо не се врне. Додуше да, има змии чудама, во Македонија нема толку опасни змии. И инсекти, додуше сега да не лупам, у одредени области има опасни инсекти за луѓе што се со слаб имунитет и алергични, али тие инсекти, братче, како страшили тоа, ќе тоа пат, нели, повеќе на горните екстремитети и делови. Али мобето е бос, брат, да работиш на нива, бос да трчиш по трева. Тоа е здраве, брат. Мобето е вие ќе ги немате тие проблеми како у градо, дека ти можеш ти чекај да имам да пинам некоја ракија у кафанката. Да, и на село има, ама брат, ти киеш пинеш, ама утре ако имаш мозок, нема да припиеш, утре те чека тие животинки, брат, ќе те е жал. Еден ден, два ќе ги оставиш, утре ден те ќе речеш, леле, брат, жал ќе те е за тоа животинче, што е многу порочно името животинче, за тоа за таа Божја креација, жал ќе те е, брат, дека си уидел да си пијанчиш, да се глупираш, да се степаш, а тоа те хране, брат, фамилијата и тебе. И ти дава и повеќе простор за подобар живот. Значи, мобето ми е тај. Ја лупам, ама има едно 100 луѓе што вика, брат, јас сакам да живеам на село. Значи, од 500 луѓе што ми гледат подкастите, 100 луѓе вика, јас сакам да живеам на село. Брат, јас имам, значи, ја лупам, ама Македонија од 2400 луѓе канал има, чекај брат, стана ладно, има 100 фармери. Јас да се надевам дека од биткоин и од крипто ќе имат толкав бенефит за да отворат фармички, брат. Па ја да ги купувам. Ја од 100 души ќе имам, брат, од тај јагоди, од тај цреши, од тај круши, од тај јабоки, од тај пиленце, од онај телешко, свинско, другари, гледајте свиња и крава, забравете. Свинското е најштетно месо да се јаде. Тоа диво свинче со тие 100% мускули, да. Овоа домашната креација, тоа хибрид мешано, брат, тоа е такво штетно нешто не сте виделе. Диво прасенце може да се одгледува не вие да го храните, туку одредени делови од шуми да ви дадат, да речеме, да чувате. Срнечко, да, ма треба многу се внимава со тоа срнечко, тоа не е баш толку лесно да се припрема, има заебани бактерии. Мобето е, другари, замислете си, брат, да имаме фармер што одгледува елени и срни. Ако може индијанците тука ти направат такво бургерче, да го изедеш и 3 дена да не се јаде, брат, па тие кризи што идат, брат, замислете си да изедеш еден бургер 3 дена да не се јаде, брат, да си ситен. Замислете си диво печење свинско. Јајам јадено у Македонија, прво, брат, јадаме, викам шо ово. Срна, јадаме, викам шо. За дива коза не се сеќавам, брат. За дива коза не се сеќавам шо имаше за дива коза, брат. Нешто бев пробал. Црева ке истурев, очите ако не беше. Ке умрех. Без да знам, наместијаме, то у Мајами беше, ке умрех. Значи, ставање и ке поврнех. Значи, од дива коза око. Брат, шансе нема. Не. Али, као демек, еве, ко знае,
некој да каже, некој бенефит имаше, ама не се сеќавам. Ама ја не помисля да не можам да ја надам. Мобето е, замислете си, братче, да има Македонија да чува елени. Да има Македонија да чува диво свинчи. Па тука си ги менат. Да има еребици, да има јајца од прпалица. Брат, ако некој има слаб имунитет, ако некој нон-стоп се разболува, не да купувате скапи. На село јајца од прпалица. Брат, какво јајце од кокошка? Јајце од прпалица. Јајце од гуска. Другари, јајце од гуска е многу појако од кокошкиното чудо. Кокошка вие да одгледувате за јајцето да е full benefit, како тие луѓе што се бере супер војска и тука да ти работе, е скроз со инсекти, брачи. Значи, full инсекти храна, не кокошка што вие ќе ја хранете. Full на инсекти. Шо е мобето? Сега ќе рече некој, шо е, треба тие глупости. Ако вие јаете храна кој што треба, ако вие пиете вода кој што треба, и ако вие живеете на село да ги немате тие стресови, вие може да бидете еден од најаките трейдери у крипто, у Wall Street. Вие може да бидете еден од најаките инвеститори у крипто, у Wall Street. За тоа шо, еве, лупам, ама ќе ви го врнам мобето. У село вас не ви интересираат сите овие проблеми до тај степен, разбирате ли? Имате простор, мозокот да го користите многу повеќе за више, нели, пуна ви е фриждерчето, имате јак бизнис, имате инкам, фамилијата ви е среќна, тие животни ви дават здравје и среќа и бенефит, и вие, брат, многу повеќе ќе имате задоволство во овај сектор, у крипто. И кога ќе дојде таква криза, за се тоа што го гледувате, криптото, братче, ќе може да ви изваде. Зашо? Затоа што вие не сте јаделе GMO, срање со извинение, не сте пиле опасна вода, немате го тај стрес, ама тука органик ли е, не ли органик, вашиот мозок е многу простор, има поголем и почист за да размислувате правилно, брат. И ја сум пред банкрот, другари, од таа храна, брат. Ја и пари на заем земав за храна. Американците не ми дават да работам. Пари за... Ама не сум земал пари за GMO, мен не ме срам. Ако ми даде пари некој за храна, органска јадам, брат. Ако не ми дават пари, ама вода било каква, немаш пари, немаш кеш, вода било каква да пиеш. Не, брат, ја пијам таа вода. Ако ми даваш пари на заем, пијам таа вода. Ако ми даваш пари на заем за храна, ако сум бил у кризи, нели, за кеш, таква храна јадам. Многу ме носу загуба, мултимилионер, можда и милиардер ќе бев ако јадев GMO и по Макдоналдс, тие смешните такво. Али си го држам, имам принцип, да го држам тај. Господ ме е ставил на тест, нели? Имаш пари, немаш пари, имаш кеш, немаш кеш, може да кешираш крипто, не може да кешираш, од таа берза ќе тргнат, онаа берза ќе тргнат, ама, брат, јас си стрикно стојам додека сум Америка да се трудам да јадам храна што имам апликација, храна што не ме убива и мојот мозок има простор за какво кажи го да имам простор за чекај да отворам овој. Имам простор, другари, за еве да скенирам, да одам низ Америката, да ги скенирам сите храни и да тражам колку е штетно, колку не е. Последно, тука него моментално за мед нема апликацијата, али последно Апитера, белоруски мед, брат, ако не ојдев после бул маркето, и не требаше да кажем името, и ако преземе некој бизнес од главата, ќе му скапам, ќе војна, да идам у Белорусија да го најдам тај мед. Брат, јадам и не ме вераш што јадам. Бракета. Што избегава од јадам, после ќе јадам па, лиги ми течат, јадам и не ме вераш што јадам. Иван купи, па од сите, и дури лековите има со джинџер и со шо беше. Джинџер и лимон имаше, таа лековит. $5, чекай бе. Че, братче. Снима ли ова? Другари, јас сум човек од збор и многу луѓе ми викат, брат, ти брмдаш ово, но јас сум првиот македонец на светско ниво што има пробано медови од цел свет. И вина, и храна.
Ево, ако мислите дека лажам, другари, зашо е ово битно? Другари, вие не, ако не јадеш здраво, академијата ќе бидат многу луѓе шокирани од академијата. Ќе плачат да улават од академијата, памнете ми го зборот. У академијата ќе се пренесат информациите, сите информации од 12 години од сите сектори што сум ги скопал од Америка. Криптото нема да биде академијата само за биткоин и за крипто како. Ќе биде и за храна, кажуваме ексклузивно, ќе биде и за храна, ќе биде и за вода, ќе биде и дури бизниси што имат луѓето, како да се зголеме продуктивноста на тие луѓе за нивните бизниси, меѓу себе у академијата да си продават и купуват, и надвор на сите нивни роднини и пријатели што ги познават луѓето, они да ги купуват со проценти на попуст. Специјален систем разработен за попуст. Рекламата што ја тражат луди суми, ќе ја платат, ќе е бесплатна де факто за тоа што нема да платат у кеш реклама, туку ќе платат у производ и тај човек ќе ги изрекламира. Многу повише луѓе, хазарите, од уста на уста, имам пробано, бат мајке ми донесе едно вино нивно, мене стра беше. Треба приказната е многу јака, ама ќе оставам бат мајке да раскаже целосно. Вино му дадеа на поклон. 20 се испостраваме со извинение. Вино му дадеа на поклон да го пробаме. Ја викам, брат, ај ти пробај. Он го проба, ништо не биде, после викам, ај ја ќе пробам. Виното беше прасти да се излижиш, ама некој не ми се пробуваше, ама мобето е ќе оставам онда да раскажеш таа приказна. Мобето е, другари, ово. Raw honey со linden. Raw honey, wildflower. Acacia, wildflower. Golden wildflower. Ово е original raw honey. Чекај, не ги покажав ја вака. Акасија. Ово е raw honey. Ово е лековитиот, другари. Lemon and ginger. Ако идем у Белорусија, ако него донесам да некој му краде идејата да му е 10% да ми даде за идејата. Ова е од Meadow Wildflower. Другари, ово е чудо. Сега ќе ги тргнам, ќе ставам на пауза, ќе тргнам, сега рефлектора да не ги пече, и не треба да стои на ово. Мобето кој е, другари? Мобето е открил сам доста чуда кои што планирам на сите академиите да ги кажам за тај дел на исхрана, и мене ми требат луѓе здрави и чисти на мисла, кои што ќе бидат шокирани, брат, колку ќе се подобре и здравието, брат. Пошто многу луѓе мислат дека да не киднапират. Тај питбул лае само, братче, за безврска. Значи, многу луѓе мислат дека срцето и мозоко се најбитни. Другари, желуднико. Ако вие немате здрав желудник, ќе немате ни успешна компанија, ќе немате ни просто у секој сектор ќе се мачите, брат. У секој сектор ќе се мачите, брат. Тоа е тоа. Нема да кажам повеќе. Медо, уствари, е клучна улога за вие да бидете успешни. Колку е да ви звучи тоа лудост. Пчеларите живеат многу по-долго од вас, така да Александар Македонски, свето живот, ова е свето суштество, креација му било пчелата. На еден ден здраве Ватикан, кој ќе упацаме у тие, кажи го, архиви, ќе видиме пчелката е на неговиот воа, на неговиот армор, на неговиот штит, на неговиот меч. Мобето шо е? Се некој рече, шулу по ова е, брат, шо има врска во со крипто. Брат, без, во за најинтелигентните само ги разберат, без здрав желудник, цел живот ќе бидете под стрес, цел живот ќе бидете нервозни, цел живот ќе бидете избувливи,
Секи ви смета и вие нема да може да се концентрирате ниту да направите успешна компанија, ниту да имате успешна фамилија, ниту да имате успешен и здрав и долг живот и ниту да имате успешно портфолио. Цело време ќе бидете по стрес, цело време ќе бидете нервни, цело време ќе сакате да продаете, ниту нема да може да трейдате, ниту флипате, ниту да се концентрирате, ништо, брат, ништо. Значи, гледате ли дека ја од сите сектори на теорија на заговор што сум чепкал, сум успеал, другари, да дојдам до ово, до ултимейт како да ги поврзам работите. Оти некои многу луѓе само ти збори само за биткоин. Брат, не е само да збориш за биткоин. Џаве да зборам само за биткоин, џаве да зборам за крипто. Кажано е за биткоин и за крипто. Шо да кажам? Кажано е, што треба да кажувам секој ден? Кажано е, брат, дека тоа е едината. Тоа е. Ние сега треба да ги растумачиме другите работи. Како вие да се средете за таа еднината да ја натоварите портфолиото? А треба да капе од негде. Треба да капе од негде за да може да инвестирате. Треба да се храните здраво, за да може да правилни одлуки да донесете. Така да, другари, во времето на Александар Македонски, храната, што ве планирам да ве научам, дебатата што се водила Академијата еден со друг, што планирам да ве научам, информацијата се пренесе, Александар Македонски не го освоил целиот свет, туку го е ослободил. Ама ние имаме дигитално неписмени новинари, дигитално неписмени историчари. Не македонци. Бегајте од Германија. Сите ресурси, другари, But if you bury it, did you know that coal Тука is лошо е што basically има a музика fossil позадина. glitch in Earth's history? We were told that coal comes from dead trees. But if you bury a tree today, it just rots. It does not turn into coal. So why is coal a non-renewable ќе остопираме 13 секунди, ќе си го изгледате видеото и ќе видите луѓе за се живо не лажат. Ние прво исто из ово, например, имаме неограничени земјата крира, брат. Нас не ни требаат уопште тие глупости они што не кажуваат. Уопште тоа материјално не ни треба. Уопште, ама за жал ние живееме во таков свет што само со преку материјалното може да се спасеме. Тие остаи духовно, тај левел бил глупости, брат. Многу мал дел на луѓе се само духовно око спремни. Гледајте го, видеото е многу јако. Да не ми го блокират канал. Војската иде. Чи Америка, брат? Тоа е. И имаш бизнес, имаш. Така, другари. Го изроdo у Канада. made a choice to focus with our economy? Тие under се threat све from брачи abroad, инфилтрирани таму. Canadians have made a choice to focus on what we Никакви can. канаѓаци не се донесели избор, брат. Жена му и детство у Америка, неговата компанија му е компанијата му е преместена у Америка, 90% инвестиции му со Америка и он збора за Канада, брат. Исто како македонците, тие политичарите таму и елитата. Се живо и у надвор банките, се живо и надвор бизнисите, ама они стајани се ќе кажуваат за Македонија. Само ние може, брат, у Македонија да се ослободиме и да си кажеме. Откако ќе си направиме групичка, легално, поштено, све регистрирано, ние не правиме револуција, ние правиме криптореволуција, криптореволуција во дигиталниот свет и тоа е. Брат, доста беше со окей. Каква Канада, каква Америка, каква Австралија, каква Европа. Време е да се врнеме у Македонија, брат, да видиме да ја рестартираме државата. Не, брато, гледа. $18,000. How much did you pay for your first house? $18,000 for 17 acres. What year? 1989. When I was a kid, cars were thousands of dollars. A brand new car, like, I don't know, $5,000. I remember seeing ads. Houses were probably, what, 10, 20,000 when I was a kid. A dollar used to actually be worth something. But what happened? You know what happened in 1913? Federal Reserve. Tell me the dollar bill. Federal Reserve note. Okay? Who's the Federal Reserve? This is their money. Right? Who are they? Are they feds? Are they part of the government? Are they a private organization? Are they run by banksters out of Europe? We went back in 1913. See what happened.
I'm looking to. We got to say. Mike, look up Federal Reserve. It's not your dollar. It's not your dollar bill. What does it mean? Who is it? Who started it? Are they us? Are they the U.S. government, or are they something else? How much did you pay for your? Брат, што гледаш теории. Колку од вас веруваат ова? Јас сум правил мобет со луѓе на економски. Смеат ми се. Смеат ми се, брат. Значи, луѓе од Македонија се смеат за Америка, значи овај у Америка не знае, ама тие у Македонија економски што завршил там маме татушен плет, тие знаат. Све е поврзано, све треба да поврзете за да тука се испразнат сите негативни работи и почнете да го користите, да размислувате. Значи, ово видео, брат, не е губење време. Ако толку луѓе се променили, ќе се промените и вие. Government more than $1 billion for health care given to illegal immigrants. William Longinus has a story from LA. Hi, William. Ја во Америка 12 години не сум бил нели болен да кажеме да платам чудо. Там дека сум бил у приватна да си платам, иако нели за имигранти ја водат како болница, сум бил да си платам, сум платил таква голема сума што брат страшна сума. Страшна сума и тоа не е било да се лекувам, тука е било за обични прегледи. Стандард, нели преглед што ми е требало. Ништо не сам оштетил буџетот, било е за преглед, нели крв му крача, притисок, нели да те проверат. Како човек од 12 години што е бил во Америка, што заслужува да го проверат. Ама тука, брат, другите тие луѓе прво не водат здрав живот. Второ, одат, работат високоризични работи, повредуват се, разбираш, и чудат се кој да тужат, кој да направат белја, кој... Ја не ми се живее на мене во Америка да плаќам данок за овие тука да се глупират. Да, на секој човек му требе во Америка е дизајнирана тај, нели? Легално да дојдеш во Америка, да немаш пари, слаб си социјално све, да ти излезат у пресрет и се, да, ама ти си улезел легално тука. Ама овие комплетно нелегално што се улезеле преку граница, тие го оптеруваат од системот. Тие не може да бидат пред американците. Тоа е. Во не знам, принт скрин правили филм. Да. Чего зашо да јануари 23. Ово е од вчера. Да, тука завршуваме луѓе. Мобето е сега, брат, ти не збори за крипто. О, брат. О, браќа. Дефинитивно е за крипто. Дефинитивно е за крипто. Дефинитивно вие да ви го отклучи тај дел од ова што ви е потребен за да упаднете у крипто. Ја не сум обичен човек што е завршил факултет. Јас сум човек што од теорија на заговор е стигнал до овај степен. Мобето ми е не да се глупирам нешто за гледаност, мобето ми е пробам, седнал сум да ги поврзам сите работи за да дојдам до вистината. Да дојдам до вистината, една работа не значи дека сум управо, разбираш, не е финансиски совет, не е ово нешто тука да надри лекар да изигравам. Мобето е ја го више тоа имам тестирано врз мене, 40 години сум, неам никош не сум идел на болница, не сум никош бил болен, имам 500 сведоци околу мене, за разлика од некои се биле со тешки заболувања на грипови на чуда, ја не сум, значи вајда, нели, ќе ги донесаме еден ден у Македонија да има сведоци да ви покажат дека јас сето тоа што кажувам е точно. Дека сум лупнал толку многу луѓе сум лупнал пари што за храна и за вода и за здрав живот, што ако ги инвестирав у крипто, сега ќе бев милиардер. Да, ама требаше да ги дам сите пари за Македонија, ја да умрам од кој си знае каква болест. Сега ако се врнам во Македонија, загаден воздух ме чека, народ кој што не е на тај левел, многу криминал, корупција, Господ само да ме чува и да успеем у таа криптоакадемија и што повеќе луѓе да ги сменаме, да ги докарам до левело на кој сум ја, па и многу понапредни да идат од мене.
Значи, другари, тоа е тие што ќе гледат овоа, за разлика од тие вести там што ви го перат мозоку, сигурно сум дека имате многу поголем бенефит, дали последна недела, дали последен месец, дали последна година. Имаше непријател после 10 години ми вика, леле, брат. 10 години. Сега има и ново крипто, и трейда, и флипа, и сам тражи коини и све. Ама пред 10 години ми се смееш. И ми правеше ненормален. Пред 10 години, пред 12 години, пред 4 години, пред 6 години има луѓе, значи малку се, ама значи не сум минале 12 години и тоа е. Нема резултати. Има резултати. Мала е бројката, ама у криптото 4 до 7% на светско ниво, на 8 милиарди луѓе. Што значи дека ако македонци толку многу луѓе се мислам малку се, ама ако се таа бројка, значи брат има резултати. Процентуално гледано, нели, од ако на 7%, од 4 до 7% од светската популација се таа бројка, значи таа група на македонци 11% бина што имат профил и на други берзи и голем дел што имат инвестирано, тоа брат е многу јака бројка. Јас сам поединец гледаш пробам да ги сменам работите, да замислете се да сме 10.000 луѓе, 20 или 30 или 100.000, 200.000, замислете се 11% да се здружиме. 11% што се отвориле македонци на Binance, замислете си тие да се здружиме, брат, што може да направиме. Може да направиме многу. За технолошки Македонија да ја развиеме и за селата да ги развиеме. Ама еве, пробаме, па ќе видиме. Ќе видиме колкава бројка и колку време ќе ни требе. Чао, другари, и да се надевам дека овие конечно ќе ми извадат билет да си дома Македонија, дека тука, брат, више се побркаме дома. Чао!